على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا وتصرف في خليقته كما شاء عزا وسلطانا. أحمده حمد عابد لربه معتذر إليه من تقصيره وذنبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص من قلبه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من حزبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност само припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Најдобро што може да се заврши овој благороден месец Рамазан, е со покаяние кон возвишениот Аллах Азза ва Джел за нашите гревови и со враќање кон Него Субханаху ва Таала со извршување на она што Тој ни го нареди и со што Тој е задоволен. Навистина човекот е сигурно без грешка, без недостатоци. Затоа возвишениот Аллах Азза ва Джел ни нареди да бараме свекој момент опрост од Него. Затоа што човекот не е без грешка и без недостатоци. Затоа и после самиот намаз Аллах Азза ва Джел прво што после селамот велиме естагфируллах, естагфируллах, естагфируллах. После самиот ибадет, еден од најбитните ибадети, возвишениот Аллах Азза ва Джел ни нареди да бараме опрост. И така после свекој еден ибадет Аллах Азза ва Джел ни наредува да бараме опрост. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем не известува дека секој еден син Адемов е грешник, но најдобар грешник е оној кој се кае. Најдобар грешник е оној кој бара опрост од возвишениот Аллах Азза ва Джел и се враќа кај Него. Аллах Субханаху ва Таала во својата книга на многу места ни повика да бараме опрост од Него. А и неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем во неговите хутби, во неговите обраќања ни поттикна на истигфар и на барање опрост од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Како што вели Субханаху ва Таала: "Ва ан истагфиру раббакум thumma tubu илейхи юматти'укум мата'ан хасанан ила аджалин мусамма ва ю'ти кулли зи фадлин фадла ва ин таваллау фа инни ахафу алейкум азаба јаумин кабир." И барајте од Него, барајте од возвишениот Аллах Азза ва Джел да ви ги прости вашите гревови. Потоа вратете се кај Него со искрено кајање, па Тој ќе ви дарува во вашиот дуњалук со убаво живење. Овој живот да го поминете смирено и спокојно се додека не дојде вашиот одреден рок. И на секој еден ќе му биде дадено она со што го заработа. Секој Аллах Азза ва Джел ќе му даде према неговата заслуга што заслужил на оваа дуња, без никаков ноксан, без Аллах Азза ва Джел да му направи зулум. А ако се одвратите од она кон што ве повикувам, тогаш навистина се плашам за вас од казната на тешкиот ден, тоест од денот на проживувањето. И вели возвишениот Аллах Азза ва Джел: "Кул иннама ана башарун мислукум юха илейя аннама илахукум илаху вахид фастaqиму илейхи вастагфиру." Кажи им, о Аллахов пратенику саллаллаху алейхи ва саллем, кажи им на твојот уммет: јас сум само човек како вас,
Allah Azza wa Jal mi objavува дека вашиот Бог, кој единствено заслужува да му се чини ибадет, е еден и единствен Бог и нема придружник. Затоа тргнете по оној пат, одете по оној пат кој Allah Azza wa Jalla ви го нареди и со кој е тој задоволен, и барајте опрост од него. Да му бидиш покорен на Allah Azza wa Jalla и воено да бараш опрост од твојот Господар Субханаху ва Таала. И вели Allah Azza wa Jalla: "Ватубу ила Аллахи џемиан ејюхал муъминуна лааллакум туфлихун." И покајте се кај Allah сите вие, о верници, о вие кои верувате, покајте се сите кај Allah Azza wa Jalla за да бидете успешни, за да успеете како на дуња, посебно на ахирет. И вели возвишениот Allah Azza wa Jalla: "О вие кои верувате", им се обраќа на неговите верници, покајте се кај Allah со искрено покаяние, за вашиот Господар да ги избрише вашите лоши дела и да ве воведе во џеннетските градини под кои реки течат. Најголемиот плод од барање опрост од Allah Azza wa Jalla е токму бришење на тие гревови и воведување во џеннетот на нашиот милостив Господар Субханаху ва Таала. А што се однесува до хадисите, од нив се и хадисот кој го пренесува Ибн Јесар ал-Музени радијаллаху анху, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Ја ејухан нас, тубу ила Аллахи вастагфиру, фе инни етубу ила Аллахи фил јауми миъата марра." Велит алейхи салату ва салам, најдоброто створение на ова дуња, најсаканиот роб на возвишениот Allah Azza wa Jalla, оној кому Allah Azza wa Jalla му ги опрости неговите минати и идни гревови. Велит алейхи салату ва салам: "О луѓе, покајте се кај Allah Azza wa Jalla и барајте опрост од него. Јас на вистина се кам и барам опрост од него по 100 пати во денот." Значи да Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, на кого му беа опростени неговите гревови, барал по 100 пати најмалку опрост од возвишениот Allah Azza wa Jalla. Па како е тек ситуацијата со нас? Колку ние во денот треба да бараме опрост од возвишениот Allah Azza wa Jalla? Од вредноста на ова барање опрост и колку е сакано ке Allah Azza wa Jalla, ни укажува хадисот кој го пренесува Енес ибн Малик радијаллаху ан, дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Возвишениот Allah Azza wa Jalla повеќе се радува на покајанието на својот роб кога ќе му се покае, отколку што некој од вас би се израдувал кога би бил на својата камила во пустина, па му избегала заедно со храната и пијалокот, па изгубил надеж во неа, потоа дошол до едно дрво и легнал во неговата сенка, чекајќи ја својата смрт. Откако ја изгубил надежта за својата камила и додека бил во таа состојба, чекајќи да умре и да пресели, одеднаш ја видел како стои камилата пред него, па ја фатил за уздата и од силна радост, од толку што се израдвал, рекол: "О Аллах, ти си мој роб, а јас сум твој Господар." Од преголема радост. Па замислите, возвишениот Allah Azza wa Jalla повеќе се радува за нашето барање опрост од овој човек кој ја изгубил, а потоа ја пронашол својата камила во пустина. И навистина возвишениот Allah Azza wa Jalla се радува на поканието на својот роб поради неговата љубов и сакање на овој ибадет, на барањето опрост од него, и поради простувањето негово и поради враќањето на робот кај него. Кога човекот се оддалечува од проклетиот шејтан и се доближува кон својот Господар Субханаху ва Таала, тоа го радува на нашиот возвишен створител Allah Субханаху ва Таала. Од Енес ибн Малик ибн Аббас радијаллаху анхума
се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: кога синот Адемов би имал една долина со злато, кога човекот би имал една долина со злато, би посакал да има две. И неговата уста ништо не може да ја засити освен земјата, освен смртта, а ништо друго не може да го засити на ова дуња. А Аллах го прифаќа поканието на оној што се кае. Без разлика колку ќе сгрешиш, колку ќе си лаком на ова дуња, сепак човек кој ќе се покае кај возвишениот Аллах азза ва џел, Аллах го прима неговото каење. Барањето опрост и покајанието е враќање од непослушност кон послушност и ибадет на возвишениот Аллах азза ва џел. Кога човекот ќе се оддалечи, неговото покаяние е понизно да се врати кај возвишениот Аллах азза ва џел со страв и со скрушено срце. Покаянието, браќе, е обврска и фарц на секој еден од нас. И тоа веднаш после сторениот грев. Не смеј човек да го остави за покасно. Не смеј да вели да ќе се покаа покасно. Туку обавеза му е да се покае веднаш после неговиот грев. Затоа што Аллах азза ва џел и Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ни наредие одма да се покаеме после сторениот грев. И не знае човекот што може да му се случи ако го остави каењето за подоцна. Исто така, само во истрајување на грев и не барање опрост го прави срцево да биде тврдо, да биде срцево како камен, го оддалечува од возвишениот Аллах азза ва џел и го ослабува неговиот иман и верување, затоа што иманот расти со ибадет и со покорност кон Аллах азза ва џел, а се намалат со грешење и со непокорност кон возвишениот Аллах азза ва џел. Исто така човек кога ќе истрае во грев, не се враќа и не бара опрост, тој веќе навикнува на тој грев. И тој грев веќе му станува нешто нормално. И затоа кога ќе го опомениш, кога ќе го упозориш на тој грев, него му е тешко и да го прифати дека е теја грев, затоа што се навикнал на него. А уште помалку да го остави, или пак и да побарат опрост од возвишениот Аллах азза ва џел. Затоа исламските учењаци велат, гревовите се како пошта или гласник кон куфрот, кон неверството. Човекот постепено преминува од еден грев на друг, се додека целосно не излезе од својата вера. Но поканието, за да биде исправно, како секој еден ибадет си има своји шартови, своји услови. А тие шартови се 5. 5 услови за твоето покаяние да биде прифатено ке возвишениот Аллах азза ва џел. Прв услов, да биде искрено заради Аллах азза ва џел. Зошто многу имат, не пијат алкохол, но не дека се покајал, затоа што немој. И вели да имам пари би се напил. Или да мога ча напра коцка, ча се коцкам, или ча напра зина и слично. Ове не е покаяние. Дури да побарат опрост со уста, ове покаяние не му е прифатено ке возвишениот Аллах азза ва џел. Морат искрено да се покајат ке Аллах субханаху ва таала за неговите гревови. Второ, откако ќе побарат опрост, да почувствуваат кајње и жал заради греот што го направил. А не да жалат што не го направил греот. Туку да жалат што го направил и што му бил непокорен на возвишениот Аллах азза ва џел. Трет шарт, одма мора да се откажит од греот. Не вели се покајав од камата, а го гледаш пак е удаен и се користи со камата. Се кај од блуд, пак го гледаш дека прави блуд. Или од договарање, или од било кое. Морат, ако сакаш поканието да ти биде примано, морат да се торниш од греот. Четврти шарт,
да имат цврста одлука дека немат повеќе да се врати на тој грев. Откако ќе се торниш од греот, да имаш цврста одлука дека немат повеќе да се вратиш на тој грев. Ова е одлука. А после ако се случи да сгрешиш, потоа пак ќе побараш опрост. Аллах на вистина опростува и милости. Но човек да бара опрост, а во себе да знае дека повторно ќе се врати на тој грев, тоа е покаяние кое возвишениот Аллах Азза ва Джелле не го прифаќа. И петтиот шарт, да се покаеш пред да дојде време кога поканието повеќе не се прифаќа. А тоа е во два случаеви. Првото е кога ќе ти дојде смртта до твоето грло, повеќе нема опрост. И исто така кога сонцето ќе изгрее од запад, ова е вториот, кога поканието повеќе нема да биде прифатено. Значи тоа се враќа условите за твоето покаяние да биде прифатено ке возвишениот Аллах Азза ва Джел. Значи искреност, да биде само заради него, да се каеш и да жалаш за твојот грев, одма да го оставиш, потоа цврста одлука дека немат повеќе да се вратиш и да се покаеш пред да ти биде касно. Го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ги опрости нашите гревови, да не упати кон барање опрост стално од него, и го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни соедини во Дженнетул Фирдеус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.